Почитувани земеделски производители, почитувани гледачи на телевизија 12, добро вечер. Еве ни ова недела со нашата и ваша емисија за земеделците, која, како што знаете, секој петок во 21 часот, а репризата е во недела во 12 часот и среда 14 часот и 30 минути. Денес сме со 14-тиот ден од месецот, или со ден се подолг, кој е повеќе од 11 часа и 20 минути. Ние и денешната емисија ќе ја почнеме со нашиот вообичаен осврт за времето. Знаеме сите какво време имаме, како тоа се одразува во одгледуваните култури. Имаме состојби во аграрот и имаме еден навистина значителен дел од оваа емисија на она што се прави од политикантите и од бизнисмените кои на нечесен начин буквално ја ништат државата. А тоа е и ова недела имаше една иницијатива за враќање на она најлоша работа за Република Македонија, тоа е отварање на рудници и така натаму. Тоа е трагедија, каде што и Казандол и Иловичкиот рудник што сака да се отварат, тоа е трагедија на најпродуктивниот производен дел на храна во Република Македонија. А тоа поединци за да стекнат собствено богатство на штета на државата, тие прават усилби како и на кој начин тие рудници да го уништат она можно производство на храна, која е единствен адут за Република Македонија за идните генерации. Имаме такво едно видување и на крајот секако имаме интересна работа, бидејќи јапонското јаболко веќе бележи одреден чин на ширење, а со тоа ширење се јавува и една многу опасна штитаста вошка која ја напаѓа јапонското јаболко. Тоа до сега што не се случуваше, сега го имаме веќе како сериозен проблем, за кој нешто имаме и прилог кој ќе го видите. Тоа се во главно содржините со кои ќе се дружиме, доколку сме интересни следете не, а ние одиме со джингл и почнуваме со освртот за времето. Рековме секогаш во овие наши емисии дека одиме прво со освртот за времето, кој е значаен фактор за обстојбата во аграрот. Неделата уште неполни 10 дена од календарскиот почеток на пролета и вегетацијата е почната веќе 15 дена. Значи имаме буквално поранета вегетација која на вистина со големи ризици може да настанат големи штети точно од времето и ниските температури. Тоа го збориме од причина што ние тие месеци кога требаше да имаме врнежи од дожд и снег, ние имавме сончеви денови, сончеви часови, кое никако не одговараше за земеделското производители. Тоа одговараше за раноградинарите, кои навистина поранije со љутата пиперка, поранije со пиперката и така натаму. Но мора да кажеме дека времето како такво е штетно за земеделското производство. Тоа го збориме од две причини. Прво, немавме ниски температури кои прават еден регулатор по однос на појава на болести и штетници, каде што при пониски температури голем дел од патогените умираа, а од друга страна зимскиот период беше секогаш период на врнежи од дожд и снег, кои го заситуваа полскиот воден капацитет,
кој ја засетува релативната влажност на воздухот и ги полнеа браните, акумулациите кои во оние пеколни летни периоди имаме навистина дотација од вода. Но сега сме свесни на тоа дека минатата година имаме голема суша, 100-140 дена врнежи немаше никакви, имаме голем губиток од сите одгледувани култури на производството од квалитативен и квантитативен аспект и го имаме оној суштински дел на губење на производството во аграрот. Тоа го збориме од она што се случува на теренот кое секојдневно го следиме и она што долгорочната прогноза збореше дека ќе имаме консолидација на времето, ние влегуваме за неполна недела во пролетта, каде што врнежите од дожд буквално не искружија, и овој период кој беше најавуван со многу обилни врнежи од дожд, дојдоа врнежи, но не со тој интензитет и тој континуитет што треба да биде успешен и корисен за земјоделското производство. Него имаме навистина голем недостаток на вода, кој нешто го констатиравме, тоа го зборевме минатата недела од акумулациите и нивната состојба која е под техничкиот минимум, а тоа е трагедија точно за тој период летен кој следува, кога имаме пеколни горештини, ние ќе имаме голем недостаток на вода. Сега колку и да врни, ние навистина сме во една неизвестност и земјоделските производители, веќе ова недела дојдоа кај мене, каде што одредени села во Струмичко имаат потреби од вода за раноградарските култури, за зелката, пиперката и така натаму, велат професоре, без вода не бива производство. И ќе има уште сега рестрикции, а тие рестрикции на глобално државно ниво треба да бидат евидентни за тоа што ние имаме навистина големи штети од недостатокот на влага. Што предвидуваат хидрометеоролозите со онаа долгорочна прогноза? Долгорочната прогноза зборува дека народот мора да е свесен на рационализација на водата. Второ, мора да се оди кон структурни промени на одгледувани култури кои бараат помалку вода, а сето тоа да има одредени ефекти во земјоделското производство. Но таквото нешто во Република Македонија, кај таков народ, без општото чувство кон редукција на вода, рационално користење на вода, еколошки аспект, хигиенски аспект, навистина сме многу далеко од потребното што го бара Европа. А збориме за наш влез во европскиот пазар. Јас морам да бидам искрен дека таа општа култура, еколошка, хигиенска, трагедија по новините да видиме од Охрид, да се вадаат цели шпорети, цели елементи, што ли не од самото езеро кое треба да го која е писер на Балканот и пошироко. Наместо хигиенски да се тоа одржува, таму се фрлаат такви работи. Пред ден-два дадоа камениот мост во Скопје, и дадоа улиците, дадоа гробиште и така натаму. Македонскиот граѓанин како да ја заборавил општата хигиенска култура за одржавање на животната средина и чистоќата која треба да биде пелек, барем во главниот град. А тоа што го дадоа на телевизија, тоа навистина загрижува и хитно мора да се преземат мерки за таа една крајна недисциплина на секој граѓанин, нечесен граѓанин према таквите действија. Тоа јас мислам дека ден порано е неминовно.
како тие температури кои ги имавме се одразија врз одгледуваните култури. Мора да кажеме дека 20 дена имаме пораната пролет со цветењето на бадемот, кајсијата, другите тие сензибилни култури, веќе имаме еден на повидок е на вистина интензивен старт и потерување. Но времето како фактор секогаш е непредвидлив, а ние тоа го очекуваме, да сега втората половина на март и април, кога е Благовец, тоа го збориме стално, имаме нагли промени на времето и враќање на зимата. А вегетацијата е тргната. И тогаш имаме мрзнење на пиперката доматна која излегле на стално место под пластеник, а нема дополнително грејење. Кајсијата која е веќе подлажена, оплодена и плодчињата ќе пораснат. Во април месец ние пак имаме некакви ексцесни промени на температурата која ќе се негативно одрази врз одгледуваните култури. Сите тие работи се токму во времето како фактор. И не случајно ние во овие наши емисии секогаш одиме со прв прилог за времето и како тоа се одразува врз одгледуваните култури. Ако кажеме дека тој напредок на развојот на пролетната зелка да се фати подобра цена е факт кој е присутен, актуелен на теренот. И веќе следната недела ќе имаме берба на зелка. Пиперка се бери веќе подолго време, бидејќи имаме оние компаративни вредности што насите политиканти не ги доловуваат, дека имаме сончеви денови, дека имаме поволности за такво производство и да имаме еден навистина виден чекор напред кон производство на храна. За состојбите во аграрот. Морам да кажам дека состојбата во аграрот е катастрофална. Одговорно го тврдам тоа, по однос на тоа што и каква грижа се води кон земјоделските производители. Оние и предходните владетели никако да сватат суштината дека во Република Македонија фактор број 1 е промена на психологијата и навиките на земјоделскиот производител. Со интензивна едукација. Јас во овие емисии често го зборам тоа. Како самите органи, служби, лаборатории, инспекции и така натаму, без чувство на одговорност, ќе кажа, Македонија произведува безбедна храна. Факт кој нити е точен, нити е реален. Зошто? Затоа што сведок сум на фактите од теренот, дека земјоделскиот производител е оставен, обезглавен со нечестната приватизација кој често ја збориме од господинот Црвенковски, кој ја направи целата држава пихтија и сега имаме производители на храна кои произведуваат стихиски, без контрола на ѓубрива, кога да се стави ѓубре, во која количина, кој сооднос на ѓубре, без да се знае кога треба да се прска, со што и колку пати треба да се прска. Сето тоа е факт од теренот. А ние збориме за безбедност на храна. Кога што имаме производители кои имаат интензивно производство, по 10 до 15 пати прскат. Јаболкото во ресен се прскат преку 20-25 пати. И сега ние збориме за безбедност на храна. Тоа се две работи кои не држаат вода, бидејќи сите тие кои се инкорпорирале во дали во некоја лабораторија, дали во некоја инспекција, дали во некое министерство и така натаму. Тие се скарале со теренот и има тампон зона и тие во името на земјоделецот, во името на стручњаците во земјоделие. Тие од озгора зборат дека ние имаме безбедна храна. Ние немаме храна за европскиот пазар.
Зошто? Затоа што е неконтролирана. Нема стандард и ред други работи. И што е најважно, младиот човек кој е останал неедуциран, бара начин како да ја напушти државата. И крајниот епилог, само 20% од луѓето над 65 години останале по селата, кобајаги производители на храна, младите ги нема и ние имаме една целосна анемија и ние збориме дека произведуваме безбедна храна. Тој Димитриевскиот факултетот или Георгиевскиот стопанска комора по 40 години се таму, ама ништо буквално не работат, не го зимаат од буџетот средства и порад, ама паушални работи кои немаат врска со теренот. Теренот е обезглавен и оставен стихиски да се развива. Производителот со неговата фамилија, кои површини, со која култура ќе оди тој, ќе седне со фамилијата, зашто имаат сила, зашто немаат сила, што да произведуваат, сите сакаат да одгледуваат тутун, зашто 500 денари се даде за него, и едноставно имаме една стихиска состојба, недолична состојба во земјоделието. Згора на тоа, каде што не се почитува земјоделието, не се дава стратегија, не се комплетира, не се обединува и така натаму, ние имаме уште потежок момент сега, каде што, кога нема веќе население, една опасна групација по државата. Како да дојде до лични остварување на профити, заедно со политикантите, пак се активира можноста за отварање на рудници. Гергелиско има честитка поедини активисти кои успеа да го спречаат процесот на самиот почеток, да тука во Гергелиско горе да не се отвара рудник. Истото нешто, значи во крајен момент Валандово, за Казандол, успеа со лични напори и организирања да го спречаат отварањето на рудник во Казандол, кој Валандовскиот район ќе беше пустош. Сега ова недела, најважното нешто се сакам да го кажам, пак се активира со нови бизнис мафијаши, врзани со политиката, активирање на рудникот Иловица, каде што на телевизија имаше една емисија, се згрозив, излезел некој си бизнисмен, тој е чист, нечестен човек на државата, пола килограм златен крст, и збори дека рудникот е неминовен да се отвори, Струмичко немало да страда од ништо. Лично студијата јас ја читав, тоа е 500 страни, каде што точно тоа, таа експлоатација на рудникот, ќе предизвика Струмичко да за секогаш биде прекрстено со крст за производство на храна. И сега, има иницијативи да имат многу пари даде за предистражувањата и дека дел од населението Иловица, штука таму опфатени со, им купиле механизација без пари, без плаќање и други принадлежности, да тие кажат да, рудникот треба да се отвори. Тоа мислам дека никогаш нема да се случи, бидејќи јас како председател на еколошко здружение уште од самиот почеток беа кај мене оние главните газди кои по секоја цена сакаат да ме скршат по однос на тоа да јас кажам па да, ако е тоа најнова технологија каде што ќе немаме штета, тоа е во ред. Но тие во самиот проект рекоа дека пази Струмичко јас го знам со структура на почва.
има леко порозно земјиште, точно делот кај иловица, штука, дрвош и така натаму. И со потпочвените води тие рекоа 30% од тие отровни материи, само 30% ќе влегле во подземните води. Повеќе и не треба. А таквото нешто кое е поврзано ќе биде штета и трагедија за Струмичкиот регион и за Република Македонија. Ние сме сведоци на рудникот Бучин, каде што местото Тополница има клиенти кои произведуваа најквалитетни домати, краставици и така натаму. Тоа беше пред 15 на години. Сега на тоа село му е ставено крст, има уште 2 пара баби и дедовци над 80 години и 4 кучиња. И тече една зелена вода која фактички е еден токсичен чин од творбата на рудното копање. Затоа Струмичкиот регион никако не, Република Македонија не треба да дозволи да дојде до отварање на рудник на површини кои значеа многу во бивша Југославија. Струмичкиот регион беше производител на храна. А сега да се отвори рудник за следните 20 години, тој регион ќе биде прекрстен со нула и ќе биде токсичен и неподобен за производство на храна. Тоа многу од гарнитурите кои воде. Тука не сакам да бидам сватен да има некаква политика, но треба да има една трајна стратегија, да се знае Струмичкиот регион да се чува како зеницата во окото по однос на производство на храна, по можност и органска. Бидејќи на оваа делегација, јас им реков, значи демек тие сакаат да вложуваат во Република Македонија. Им реков наместо рудникот, може ли од Ново село, односно граничниот премин до Радовиш, да ние имаме 1000-2000 хектари подпластеници, стакленичко производство, најмодерно да произведуваме храна за европскиот пазар. Тие тоа го прифатија дека е многу добра идеја, но дека тргнале кон отварањето на рудникот и тука не може никој да ги стопира. Тука народот застана и ги стопира и ќе ги стопира, бидејќи на Република Македонија не треба загадување на најпроизводниот регион во Република Македонија за храна, а тоа е точно Струмичкиот регион. Тоа граѓаните скоро сите го знаат, усилби поединци, бизнисмени, политиканти помешани, бараат некои лични интереси преку отварањето на рудникот и остварување на одредени провизии. Затоа народот го има препознаено тоа и се надевам дека рудник во Струмичкиот регион нема можности да се отвори, нема да дозволи граѓанството, граѓаните кои го минуваат животот таму. А тие поединци, политиканти треба да се препознаат и треба да бидат ставени на столбот на срамот, точно дека ја ништа државата, наместо да произведува храна за европскиот пазар, тие одаат на такви матни бизниси, каде што ги гледат само личните користи од таквите дејствија. Таквото нешто ние и во една од наредните емисии ќе имаме поконкретни информации со име и презиме на луѓето кои се борат како и на кој начин да ја уништат државата. А тоа нешто мора да биде препознаено и према законот и казнето. Но ние во овие наши емисии секогаш одиме со нешто кое е интересно за производството. Минатата недела еската ја обработивме кај виновата лоза како можност за уништување на виновата лоза, еската како една опасна болест. Последните неколку години јапонското јаболко, кое не се заштитуваше баш со ништо, бидејќи има танински материи кои како самоодбранбени творби на еден начин го штитеа растението, сега веќе од Грција имаме налет од една штитаста вошка
која едноставно ја напаѓа јапонската јаболка. И ние во Валандовскиот регион, каде што перспективите се неверојатно добри и големи, да се обезбедува пласман и други производи, мислам дека тука ќе успееме во тоа. Но ние имаме еден таков прилог припремено за тој штетник, па да не должи ја предлагам доколку е режијата спремна да го погледнем. Во овие наши емисии, кои се пред се од едукативен карактер, се трудиме секогаш да вградиме нешто суштинско од теренот кој представува проблем, нормално понудувајќи одредено решение. Знаеме дека за Република Македонија и југоисточниот дел е клучен по производство на храна. И навистина, и во бивша Југославија тој регион значеше голем производител на многу производи, како градинарски, така и овошни. А меѓу нив и оние медитерански растенија, како што е јапонското јаболко, како што е кивата, како што е калинката, кое нешто се одликува точно Гевгелинско-Валандовскиот, Болданскиот регион. Ние сите сме свесни што се доживеа јапонското јаболко во годината која помина. Тотална девалвација на производот и обесхрабрување на земјоделскиот производител. Голем дел од нив ги испосекоа, голем дел од нив не ги береа буквално јапонското јаболко, го оставија на самите стебла. Причината секако трговската манипулација, немање на откуп, инкорпорација на политиката и ред други работи кои се штетни по тој производител кој ствара храна. И крајниот епилог е од тоа земјоделскиот производител обесхрабрен влегува оваа година во тој производен процес. Ние денес ќе се задржаме за еден нов проблем, кој буквално не беше проблем од минатите години, кај јапонското јаболко. Но не помалку и кај калинката, кај актинидијата, каде што се јавуваат одредени проблеми од оној заштитарски аспект. Кога збориме заштитарски аспект, тоа подразбира да онаа што беше во свое време бренд, дека јапонското јаболко, дека калинката, дека кивата, смоквата, воопшто не подлежеа на некој програм на заштита. Бидејќи знаеме дека јапонското јаболко, калинката, тие имаат специфични танински материи кои репелентно делуваат на напад од било какви инсекти кои знаат како напас да дојдат да извршат штета и така натаму. Ако тоа беше случај да тие производи од калинката, од јапонското јаболко по автоматизам влезаат во програмите на органско производство, бидејќи буквално не се употребуваше никакво хемиско средство, тоа минатата и оваа година се веќе руши и голем дел од производителите имаат голем проблем кај јапонското јаболко, голем проблем кај калинката, кај смоквата, кај актинидијата, со појава на одреден тип на штитасти вошки, крвави вошки и ред други штетни инсекти кои прават големи штети. Освен инсектите се јавуваат и одредени болести. Кога збориме за штетни инсекти, тука не е на одмен да кажеме дека лично ние, по налог на одредени производители на јапонско јаболко, констатиравме
оние дрвоточци во растенијата, во стеблениот дел на јапонското јаболко, друг штетен инсект, исто така во стеблесниот дел, жилогризите и ред други проблеми кои го мачат земјоделскиот производител. И затоа овој прилог сакаме да биде добро разбран, бидејќи ќе го уедноставиме за успешна заштита на овие медитерански видови во тој дел од државата. Ова година јапонското јаболко, иако обескоражени производителите, дел од нив веќе почнаа со одредени активности. И дојдоа токму со таков материјал, кој камерата може да го зумира. Гледате и сами кој тип на штетни инсекти, тоа се вошки, тоа с камерата секако може да го зумира, тоа се врста на штитасти вошки, кои навистина во многу големи размери се присутни во насадите од јапонско јаболко. И сето тоа кое е присутно кај производителите предизвикува одредена реакција како и на кој начин да се уништат. Прво, голем дел од тие аналфабети што мислат дека многу знаат, штитастата вошка ја мешаат со крвава вошка, дрвоточицот со жилогризот и ред други, стакленецот исто така со некои други штетни инсекти, така да тука струката е основниот чинител за правилна заштита на јапонското јаболко, бидејќи гледате она црна нафлеканост која е по младите гранчиња, имаме навистина еден неверојатно голем потенцијал за појава и ништење буквално на сите гранчиња, родни гранчиња од јапонското јаболко. Затоа, сега, при кроењето на јапонското јаболко, иако голем дел од производителите велат не се крои јапонското јаболко, тоа не е точно, бидејќи секогаш она крошња која се формира, треба да се има што е основна гранка, што е секундарна гранка, што се родни гранчиња, да јапонското јаболко биде оптимално оптеретено, не преоптеретено, како што знаат многу производители да го прават тоа, и да имат преголем род, ситни плодови и неподобни за откуп. Значи, тука треба да се има една нормална оптеретеност, да плодот се формира и нормално созрее како што треба. Што е важно, што е целта на овој наш прилог? Целта е поврзувањето со стручно лице по однос на тоа што се има присутно на насадот од јапонско јаболко, тоа е органолептички преглед и дел од тој материјал, како што гледате и сами, доаѓа во лабораторија и се испитува, односно диагностицира која болест е таа што ја ствара таа рнгја, тоа поцрнување на целото стебло, кој штетник е тој што го уште сега со потарувањето на папките блокира нормалниот развој на растението и сето тоа споено значи една интегрална заштита на јапонското јаболко, на калинката, на смоквата доколку има потреба или актинидијата. Што, како што реков и предмалку, не беше случај. Но тоа е веќе принуда, сега е само умешноста да се изберат оние препарати кои често пати ги збориме во нашите едукативни емисии, кои немаат токсична творба, кои можат да служат и во органското производство, да нема резидуи од пестициди во производите, што е и целта на овие наши едукативни емисии, да имаме производи кои навистина се од еколошки карактер и за здравието на луѓето подобни со своите витамински творби.
Што конкретно констатиравме присуство на болести и штетни инсекти? Она се што е констатација, производителот треба да ја прима и по кроењето сега, пред потерувањето или веќе може да има заживување на одредени активности, бидејќи температурите токму овие денови се многу високи и ќе имаме почеток на онасвако движење. И тука, оние зони, гледате и сами, имаме активност веќе на оние подвижни форми од ситастите вошки, каде што почнуваат со својата генерацијска основа и напад на младите гранчиња кои излегуваат и тука се блокираат, хранејќи се од сокот од ксилемниот дел со тој сок кој почнува за нивниот и значи многу за нивната обстојба. Значи, целта на овој прилог е тоа. Диагнозата, секој производител кој има проблем со јапонското јаболко, треба да се изврши органолептичкиот преглед, треба да му се даде налог на кроење и уништување на оние гранчиња кои се веќе подсушени, внатрешните гранки од самото дрвце, зависи од колку годишна возраст е да се отстранат, и по кроењето, отстранување и испалување на овие гранчиња, оштетените гранчиња од инсекти или болест, да се изврши прскање, квалитетна заштита со средства, органски средства, кое нешто ние го токму поседуваме и знаеме која концентрација, која доза, која компатибилна комбинација доаѓа за уништување на тие штетни чинители кај јапонското јаболко, калинката и другите производи, култури, кое нешто ќе биде од интерес за земјоделскиот производител. Значи, ние овој прилог од лабораторијски аспект ќе го завршиме со следното. Секој оној производител кој има проблем со јапонското јаболко, слободно може да се јави во телевизијата или лично, ќе се диагностицира присуството на штетниот чинител или болеста, ќе се даде терапија, кое нешто, после 10 на 15 дена при потерување на вегетацијата, ќе се види резултатот со уште еден третман во фаза на потерување на младите гранчиња и тука веќе ќе има една компактна, целосна заштита на јапонското јаболко. Но да ние го заокружиме овој прилог со следното. Секој заинтересиран производител кој има поголеми количини на јапонско јаболко, калинка и така натаму, кој има проблем, слободно може да се јави. Но тоа не значи оној кој мисли дека му се здрави калинките или јапонското јаболко, тенденцијата на ширење на болеста ние пратиме секоја година, значи може да се прошири и да на крајот тој види со закаснување констатира дека има присуство на вошка во големи размери. Значи, превентивниот третман ќе биде економски многу пооправдан и квалитетен, да не дозволиме овие инсекти да добијат во експанзија, во развој, отколку, пример, ништењето нивно да биде на самиот почеток. А тоа нешто со органолептички прегледи го препорачуваме за секој производител кој има насад од јапонско јаболко, од калинки, да врши преглед на своите површини и штом констатира почеток на развој, да дојде да се санкционира таа појава при почетокот, пред развојот на таквите штетни чинители. Нашата препорака е редовни контакти со стручно лице во интерес да се добие квалитетно производство од јапонското јаболко, од калинката и другите медитерански растенија кои ги има југоисточниот дел од нашата држава. Тоа беше прилогот и наше видување нормално за јапонското јаболко.
доколку има било какви проблеми или потреби или стручни нападствија, ние сме на располагање без никаква надокнада да ви помогнеме во успешно сузбивање на таа штитаста вошка, бидејќи имаме веќе резултати во Валандово, во Струмичко исто така, каде што таа има напад, а со нашата интервенција на вистина резултатите се фрапантни. Така да, слободно може да се јавите на телефон, да добиете напасија без никаква надокнада, рековме, за добивање на квалитетно јапонско јаболко, кое сум убеден дека ќе дојде ден кога ќе биде интересно за европскиот пазар. А тоа беше се што успеавме да припремаме за оваа недела. Ви благодариме на вниманието, со нови содржини ќе се видиме следната недела.